Добро вечер. Вечерва ќе гледате. На капацитет од 2090 луѓе во македонските затвори казна издржуваат 111 лица повеќе, а допрва се очекува наплив од прекршители на ковид протоколите. Затворскиот систем во наредниот можеби 2 години и 3 нече има можност да намали преполнетоста во установите. Со други зборови, ако судиите не почнат почесто да ја користат пробацијата, ќе нема каде да се лежи затвор. Градоначалникот на Свети Николе не сака регионална депонија во неговата општина. Зошто не дозволувате изградба на регионална депонија во вашата општина? Земајќи во предвид дека станува збор за големи финансиски средства кои што ако не ги реализираме заради еден ваков проблем, државата ќе треба да ги врати према Европска унија, нема да го дозволиме тоа. На дел од браните пробива вода, што е ризик за околината, предупредува Заводот за ревизија. Тоа што баравме ние што поскоро да се санираат, очигледно во овој изминат период не е направено. Македонските затвори кои се веќе преполни во наредниот период ќе бидат под дополнителен притисок од наплив на нови станари. Пред се од оние што не можеле да ја платат паричната казна поради прекршување на ковид протоколите. Дали пробацијата е решение? Од Галена Николовска-Ризвановиќ. Овој 45 годишен маж во 2019 година бил правосилно осуден на 4 годишна казна поради неовластено производство и пуштање во промет на наркотици. Но наместо да заврши зад решетки, судијата го искористил законот за пробација и му одредил условна осуда со заштитен надзор. Откако сум под надзор, во пробацијата имам редовни средби со пробацијските службеници кои ми даваат подршка, ме советуваат и во моите најтешки моменти ме насочуваат како да постапувам. Услов за да не биде пратен во затвор не се само средбите со пробацијските службеници, туку и обврската редовно да оди на рехабилитација. Веќе повеќе години зависноста ми е ставена под контрола, примам соодветна терапија. Исто така за време на надзорот се вработив и сега сум свој човек и можам да го издржувам семејството. Алтернативната казна наместо затвор, чии последни месеци ги отслужува нашиот соговорник, барем во овој случај го дава резултатот поради кој се донесе законот за пробација во 2015 година. 4 алтернативи на затворот се условна осуда со заштитен надзор, куќен затвор, општокорисна работа и условен отпуст. Дали ќе досуди некоја од овие казни, одлука носи судијата, но поединечно за секој случај се прави проценка во консултација со пробацијските службеници кои имаат посебни канцеларии во судот. Судот може да определи дополнително и заштитен надзор, тогаш кога смета дека целта на условната осуда може да се постигне ако се определат и мерки на помош, грижа, надзор и заштита. Заштитниот надзор може да трае од 1 до 5 години, во нашата пракса и нашето искуство најчесто во просек се движи околу 3 години. А ако осуденото лице не се придржува до обврските од алтернативната мерка, таа секогаш може да се преиначи со затворска казна. Самата пробација всушност значи воспоставување на ефикасен систем на санкции и заштитни механизми кои придонесуваат кон намалување на криминалитетот, зголемување на заштитата на општеството, на јавната безбедност, како и кон ресоциализација и реинтеграција на осудените лица. Според податоците што 360 степени ги доби од управата за извршување санкции, во првите 2 години од стапувањето на сила на законот речиси и да немало пресуди со пробација. Со отворањето на повеќе пробацијски канцеларии расте и бројот на предмети од 165 во 2019 година до 475 предмети во 2022 година. Со ваквите бројки пробацијата е условно речено втор најголем затвор во земјата. За паралелот ќе подлечам дека КП до Медризово има 1200 осуденици од прилика, а во моментот пробацијски активни случаи има околу 360, а трет затвор е Штипскиот затвор со 220 осудени лица. Според директорот Стојановиќ би било добро алтернативните мерки да се употребуваат почесто. Една од причините за овој став е што затворите се повторно преполни и покрај амнестијата од пред 5 години. Генерално на капацитет од 2090 луѓе во македонските затвори казна издржуваат 2201 лица или 111 лица повеќе од максимално возможното. Од 11 установи само во Идризово, Охрид, Куманово и Струга има по уште некој слободен кревет. Тука ни отежнуваат исто така оние осудени лица кои што доаѓаат во
нашите установи врз основа на прекршување на ковид протоколи. И тука навистина бројката е огромна и сметам дека доколку не се направи некоја промена во текот на носењето на пресудите и користењето на алтернативните казни, дека затворскиот систем во наредниот можеби 2 години и 3 нече има можност да ја намали преполнетоста во установите. Со други зборови, ако судиите не почнат почесто да ја користат пробацијата, ќе нема каде да се лежи затвор. А наскоро се очекува голем прилив на затвореници од оние што ги прекршија ковид протоколите, а немаа по 1000 до 2000 евра за да ја платат казната. Проценките се дека само во Скопје ги има околу 500. Судиката Билјана Коцевска, која како едукаторка предава за пробацијата на Академијата за суди и јавни обвинители, вели дека обвинетите за прекршување на полицискиот час се добар пример каде може да се примени пробацијата. Тие не го сториле кривичното дело со намера да шират заразна болест и така натаму, туку повеќе како неодговорни личности, како општествено неодговорни личности. И затоа сметав дека со изрекувањето на општо корисната работа треба да дадат свој придонес во општеството. Таа самата веќе донела такви пресуди за лица што ги кршеа ковид протоколите или полицискиот час, а една од нив завршила со неочекувано среќен крај. Млада девојка која што го сторила ова кривично дело и изреков општо корисна работа, имаше бранител, била упатена, односно бил склучен договор за општо корисна работа, тоа е работа во корист на државата без надоместок во зоолошка градина. И се покажала толку добра што ја примиле на работа. Меѓу активните предмети со пробација најчести се кривичните дела поврзани со дрога, кражби и прекршување на ковид протоколите. Од различните алтернативни мерки не се користи само куќниот затвор. Како таква е предвидена во законот, меѓутоа ние како судии немаме услови технички за да можеме да ја спроведеме. Алки, колку што јас знам, се набавени, но треба истите да бидат да има сервисирање на истите, надзор да се врши на тоа, заради тоа што неретко се случуваат и случаи кога може би таа алтернативна мерка како кривична санкција најмногу би ја постигнала целта на казнувањето. Земјава има добиено такви алки преку донација, но никогаш не ги стави во функција. Сервисирањето и одржувањето може да го прави само производителот, а чини и многу пари, па ниту еден директор на управата или министер за правда веќе 8 година не се нафаќа да најде решение. Според актуелниот директор на управата Стојановиќ, алките се само мал дел од она што се нарекува пробација. Алките јавноста често ги поврзува дека е спас од пренатрупаноста на затворите. Не, спас од пренатрупаноста на затворите е пробацијската служба условен отпуст со заштитен надзор. Растоварувањето на затворските капацитети е само една причина за почесто употреба на пробацијата во казнено-правниот систем. Многу поважна е шансата човек да си го стави животот на колосек. Да имаше затворска казна. Што за тебе ќе значеше тој за твоето семејство? Катастрофа. Или страшно нешто, да, затворот е голема казна. А за оние повеќе стотици што ги чека затвор поради ковид протоколите, има уште едно решение. Хелсиншкиот комитет за човекови права и Сдруженијето на млади правници кои ги следат условите во затворите бараат амнестија. Во обидите за изградба на регионални депонии во земјава што е веќе деценијски актуелна тема, таман нешто ќе мрдне, ќе се појави нов проблем. Таков е случајот со Свети Николе, на чија територија треба да биде депонијата за 2 од 8 плански региони, но чија локална власт сега се противи иако процесот претходно напредуваше. Зоран Јовановски за тоа докаде е воспоставувањето современ систем за собирање и одлагање отпад во Македонија. На 14 километри од Свети Николе на патот кон Пробиштип е селото Мечкуевци. Речи си е напуштена, има само 5 мина жители. Паднатите градби што датираат од турско, немањето чиста вода за пиење и канализација не е она што најмногу ги мачи во последно време. Вознемирени се од најавата за изградба на регионална депонија во нивниот татар. Депонијата едни рекоа ќе се праве, едни рекоа Боже тога и пато да ga прават, стар еден пат имаше, од тај да не идат овамо камионите. Смени се власта, тој се ресторира.
Меѓу оние што имаат дилеми за идната депонија е и Павле Ѓорев, кој пензионерските денови ги минува во Мечкуевци. Јас лично мислам дека како идеја и како но е многу добро. Многу добро за цела Македонија, не само за Мечкуевци. Меѓутоа како реон, Мечкуевци реон не е баш добро. Оти. Затоа што ова место е чисто, незагадено. Тука чуват, да речеме, овци, чуват говеда. Кога ќе направи таа депонија, и тоа ќе западе. По неколку минути возење на 2 километри над селото, Ѓорев не однесе на локацијата на која треба да се гради депонијата. Ето, ова баш место ќе биде до долу таму и навак. Значи ова е тоа место Голиш? Да, ова е место Голиш. Натака е реон Тоал, место за чување на стока, многу природно. Ако биде се современо, да биде затворен систем, да биде се како што треба, да нема отпад, расфрлање, ево ветер како вдува. Ако го остават така, ојдоа најлобите уштип. Против изградба на депонија погласни се жителите на селото Немањица, кое се наоѓа меѓу Мечкуевци и Свети Николе. Велат дека камионите со ѓубре што би минувале тука за да стигнат до Мечкуевци, ќе им го уништат и онака дотраениот пат. Путат да биде доле, а не овде ни селото, овде е населено место, има стари луѓе, има испаднат куќе или било шо. Надлежните велат тоа ќе била модерна депонија, ќе вработат луѓе, ќе била затворена, немало да загадува. Верувате ли во тоа? Не, оти они се што кажуваат, ако биде така, многу убава работа. На крај не испаја така. Веќе имаат лошо искуство со депонии. Ја тега ние имам овде. Кад дуне северот. Од тоа удоле лојза, ту го што има, тој се ни се пие, ни се јада гројзи. Бело како пепел на нега. Свети Николе веќе си има своја депонија, и тоа токму на патот кон Мечкуевци. Нестандардна, какви што се и многу други во земјава, е само благ опис за ова огромно ѓубриште зафрлено во дол. Како дел од стратегијата за регионално управување со отпад, државата реши источниот и североисточниот плански регион отпадот да го носат на нова регионална депонија што би се изградила во близина на Мечкуевци. Двата региона беа во најнапредна фаза од процесот во споредба со останатите региони во земјава. Дури почна и со формирање меѓуопштинско јавно претпријатие кое ќе треба да стопанисува со идната депонија, но тој процес во меѓувреме беше блокиран. Актуелното раководство на Свети Николе не дозволува регионалната депонија да е на територија на оваа општина. Неколку пати се обидовме да договориме интервју со градоначалникот Дејан Владев, кој е кадар на ВМРО ДПМНЕ, за да го прашаме зошто е против, но тој одбиваше. Затоа решивме да го чекаме пред општинската зграда. Добро утро, господине Владев. Зоран Јовановски од 360 степени. Да ве прашам зошто не дозволувате изградба на регионална депонија во вашата општина? Дали ако ви ги одземат ингеренциите, што ќе се случува? Коментар. Да молам, кажавам го. Одземање на ингеренциите на општината најави Министерството за животна средина и просторно планирање уште пред една година. Така, наместо општината, Министерството би предложило уште 20 членови на управниот одбор на идното меѓуопштинско претпријатие, чие формирање е услов за да се распише тендер за изградба на депонија. Постојат правни лекови, да речеме, да се реши ова прашање. Најнепопуларното е секако одземањето на надлежноста, меѓутоа, земајќи во предвид дека станува збор за големи финансиски средства кои што ако не ги реализираме заради еден ваков проблем, државата ќе треба да ги врати према Европска унија, нема да го дозволиме тоа, значи ако треба и ќе одиме со крајниот правен лек, значи одземање на ингеренциите. Општина Куманово е најголем создавач на отпад во двата региони. Тоа е причината поради која градоначалникот Максим Димитриевски понудил депонијата наместо во Свети Николско да се гради на нивна територија и така процесот да се деблокира. Ние немаме посочено конкретна локација. Јас како градоначалник само дадов предлог на ресорното министерство, на финансискиот покровител на проектот и веднаш бев одбиен дека тоа не е возможно бидејќи веќе стратегијата е одработена за локација во општина Свети Николе.
Дека регионот бил во напредна фаза од процесот се гледа и низ Кумановските улици, по кои дента кога снимавме, не забележавме полн контейнер или канта за отпадоци. Инаку до сега многу коректно добивме од страна на ресорно министерство преку грантот 8 камиони како општина за трансфер на сметот, кои што веќе ги користиме и ги употребуваме, околу 1200 контейнери, метални контейнери за собирање на отпадот и дополнителна опрема која што ќе следува при имплементација на самиот проект. Проблемот не останува незабележан од Европската Унија. Потенциран е во извештајот на Европската комисија за земјава за 2022 година. Воведувањето регионален систем за управување со отпад во североисточниот и источниот регион дополнително е одложено поради отпорот на општина Свети Николе да биде домакин на централниот капацитет за управување со отпад. Средствата со кои треба да се среди третирањето на отпадот во овие два региони се обезбедени преку европските ИПА фондови. За останатите плански региони, во јануари годинава државата доби кредит од 55 милиони евра од Европската банка за обнова и развој и 22 милиони од Европската комисија од инвестицијската рамка за Западен Балкан, со кои ќе се врати дел од кредитот. Со овие пари треба да се воспостави регионален систем за управување со отпад, да се набават контейнери и камиони за собирање и транспорт на отпадот, да се затворат постојните диви депонии, да се воспостават претоварни станици од кои потоа отпадот ќе се носи во заедничка регионална депонија која би имала можност за рециклирање и преработка и со која би стопанисувало заедничко меѓуопштинско јавно предпријатие. Полошкиот регион би имал своја депонија, Пелагонискиот и југозападниот заедничка, како и југоисточниот и Вардарскиот. Полошкиот регион со децении мака мачи со ѓубрето. Контейнерите низ Тетово и натаму се преполни, а во Гостивар состојбата е малку подобра. Тази асфалтиран пат води до депонијата кај Гостиварско Русино, каде повеќе од 25 години се истовара полошкото ѓубре. За воја на вистината, оваа депонија сега инфраструктурно е во многу подобра состојба од претходно. Има чуварска служба, вага на која се регистрира кој и колку отпад истовара, а отпадот постојано се прекрива со земја. Овој напредок е постигнат со труд и средства од швајцарската влада преку агенцијата СЕКО. Сепак и натаму врие од кучиња скитници, а дел од отпадните води течат по околните полиња. 9 полошки општини минатата година формирале заедничко јавно предпријатие Русино Полок, кое стопанисува со депонијата, но во старт има финансиски проблеми и веќе е во долгови. За илустрација, наплатата на сметки за комуналии во Полошко е од 20 до 30%. За годишно оперирање со депонија Русино, нам ни се потребни од 30 до 35 илјади евра месечно, зависно од месецот на годината. Од овие 35 илјади евра кои ни се потребни на месечно ниво, ние не сме достигле до 20 илјади евра месечно. Значи, секој месец сме имале околу минус 10 илјади евра. Според експертите што работеле на депонијата, векот на Русино е уште 5 години и до тогаш треба да се најде нова локација за изградба на нова, модерна регионална депонија. Од Полошкиот плански регион велат дека нова локација треба да најде ресорното министерство и дека тоа ќе биде голем проблем за чие решавање веќе се доцни. Секој закон носи некакви ограничувања и само го стеснува кругот и јас стварно не знам каде ќе најдеме локација во регионот. Се надевам дека ова ќе почне ден порано и да видиме кои се техничките најпрво можности, а после и правните законски опции за таква локација во регион. Ова е нестандардната, или народски кажано дива депонија што се наоѓа на територија на општина Василево во близина на селото Добрашинци, кај местноста Шапкар. Освен што имало обиди дел од ѓубрето да се покрие со земја, други поголеми зафати не се направени, а впечатокот е ужасен. 12 хектари планини од се што завршува како ѓубре. Оваа депонија е темпирана еколошка бомба која што има предуслови да доведе до загадување на почвата и на подземните води. Идната регионална депонија за југоисточниот и Вардарскиот регион најверојатно ќе биде изградена во нејзина близина. Ние како општина Василево, јас како градоначелник сме заинтересирани, сме отворени за реализација на овој проект и мислиме дека ќе биде во интерес на сите граѓани, но најмногу на југоисточниот регион кој што
тоне во отпад, бидејќи скоро во секој населено место, во секоја општина имаме стотици депони кои што ја загадуваат животната среда. Градоначалникот вели дека локалното население нема проблем со отворање нова современа депонија, но апелира процесот што го води ресорното министерство да биде транспарентен, а граѓаните информирани за се. Тогаш ќе добие инклузивност самиот процес и ќе добиеме, јас сум убеден, и поддршката од граѓаните, бидејќи сега оваа ситуација која што имаме депонијата сигурно е многу полоша од она што би можело да биде со овие средства и со овој проект. Југозападниот и Пелагонискиот плански регион пак треба да отворат регионална депонија на територија на општина Новаци, во дел од досегашниот рудник за јаглен суводол што го експлоатираше рек Битола. Членови на општинските совети на Битола и Новаци, како и граѓани од двете општини, во мај минатата година имаа можност да видат како функционира регионалната депонија изградена кај Кожани, Република Грција. Таа обслужува 4 префектури и 10 општини во овој дел на нашиот јужен сосед. Се работи за современ комплекс во којот вкупната количина отпад што се собира, 68% се рециклира, а 32% се одлага на депонија. Изградени се и 10 претоварни станици или трансфер центри во кои се собира отпадот, а потоа се транспортира до регионалната депонија. Ова е успешен пример на регионален систем за управување со отпад од соседството, кон каков се стреми и земјава. Од Министерството за животна средина велат дека се создадени сите предуслови за конечно да се почне со воспоставување на долго најавуваниот систем. Ќе одиме чекор по чекор, битно е да почнеме. Жално е што многу години наназад и покрај тоа што го имавме законот, ние не успеавме да ги воспоставиме системите. Првото е ова исток и североисток. Гледаме дека не е едноставен процес, меѓутоа учевме од него. Мислам дека процесот сега со заемот ќе ни биде малку поедноставен, бидејќи видовме кои беа потешкотиите со овие два региона, пак полесно ќе ги надминуваме кај другиве 5 региона. Министерството најавува дека со парите собрани од продажбата на биоразградливите пластични кеси, откако во 2021 година обичните беа забранети, на општините ќе им набави канти и контейнери за примарна селекција на отпад. Тоа значи дека покрај институциите кои ќе имаат многу работа за воспоставување на целиот систем за управување со отпад, и граѓаните ќе треба да почнат да ја вршат својата работа. Отпадот да го селектираат и фрлаат на соодветно место. На депониите да заврши само вишокот непреработливо ѓубре. На дел од браните во земјава пробива вода и затоа е потребна санација. Вакво предупредување базирано на наоди на Комисијата за брани првпат се појави пред 8 години, а беше повторено и во последниот извештај на Заводот за ревизија за системите за наводнување. Колку се сериозни ризиците и зошто нема акција од државата, провери Хекура на Кифи. Кјушнавитин дюме е катромојет министрија Тершамим Едисит Нурани Заири декларои се ѓенја Едиса дигаве на барвенди на штекеќе. На филмтавите дюме низетере ентиштетрори аудитимит публикојни рапорт пар пордоримене уир пар вадиќе. На тацилин констатуанта њејтат проблеме. Дртатјера цитојот рапорти комисионит пар дига. Потребна итна санација на дел од браните со кој управува акционерското друштво Водостопанство, кои подолг период не се одржувани и санирани и не се следи нивната стабилност и сигурност, а дел од нив се запуштени до ниво што ги прави ранливи со неприфатлив ризик за околината. Пас рапортите аудитимит долем на терен прта визитуар дисанга дикат идентификуара си проблематике. Ме Оливер Илиевскин, директори економизимите уграве филијали пар рајони Некумановос и шимна дигане ликовос е цилја ондартуа на виден нименанчине пезететет, ве дигане глажјас е цилја ондартуа трма и виетмавон на виден нименанчине шталијете ние. Илиевскиот се контролот е бора на виден дюмење зет, кан трегуар се дудигат јан физики штабиле, пориште и резервуар пар функционалитетин. Најпрвен треба да кажеме дека поради стабилноста на самите брани, посебно браната Глажња и Липково кои се под Куманово, е правена оскутација на истите во 2020 година, каде што се мери стабилноста на самите брани и во моментот физички браната е стабилна. Значи тоа прво граѓаните да не се грижат на Куманово, физички браната е стабилна. Функционалноста е друга состојба. Дестинациони ни радост и ще личени беровоз, а тој на прити директори раналь и економизимите ујраве Зорана Голски.
Për digën e ndërtuar në vitin 1968, drejtori Agoski thot se nga inspektimi i bërë në pranverën e vitit 2022 janë konstatuar disa anomali. Тука пред се мисли на продорот на води во телото на браната. Гледате дека телото на браната влажи. Има за санација бетонските блокови кои држат оградата, тие се во лоша состојба. Степениците кои водат до затварачница, исто така неопходно е, значи да се превземат мерки за напред да се санират. Të dy drejtorët e filialeve për Kumanovën dhe Berovën pajtojnë se ndërmarrja e ekonomizimit të ujrave nuk ka kapacitet për të restauruar digat që janë vënë në menaxhim të saj. Ata kërkojnë ndihmë nga qeveria, por kritikojnë edhe organizatën AM. Акумулацијата не е во така аларматна состојба. Значи, потребни се интервенции, нормално, но за да дојде до интервенции, треба да се обезбедат средства. Тука потребни се поголем број, повеќе финансиски средства и јас верувам, заедно со предпоставените во Генерална дирекција, дека во наредниот период ќе се изнајдат средства и ќе се изврши интервенција на најнеопходните работи во моментот, за да не дојде до несакани последици. Ние бараме од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство преку нивната инвестициона програма и преку платежна агенција и тие средства што ги имаме добиено од нивна страна на АД водостопанство не се целосно искористени, односно зависно од година во година се движи искористеност од 10 до 20%. Се надеваме дека во идниот период дека ќе бидат повеќе ажурни службите на АД водостопанство за да тие средства ги искористиме и со тоа да можеме да бараме во иднина зголемување на средствата. Për të gjitha vërejjet për digat, kemi kërkuar intervist edhe nga drejtori i ekonomisë së ujrave, por në fund kemi marrë vetëm një qendrim me shkrim. Дали водостопанство се согласува со наодите на Државниот завод за ревизија? Нема одговор. Колку брани се под ваша надлежност и колку се обновени во изминатите 5 години? Во наша надлежност се 25 брани. Извршена е комплетна реконструкција на темелниот затворач на брана Мантово Радовиш. Колку средства се реализираат за обнова на годишно ниво? Средствата зависат од програмата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Дали ви е неопходна државна помош? Потребна ни е државна помош. Имаме поднесено барање за финансиски средства за одржување на браните во износ од 26 милиони денари. Дали е загрозена стабилноста на која било брана? Не, на браната Ратево Берово се појавуваат провидни води и ја следиме ситуацијата. Дали ги добивате извештаите на Комисијата за брани и по кои препораки имате постапено? Извештаите ги добиваме од Комисијата за брани. Shoqëria aksionare e ekonomia e ujrave në përgjigjet e tyre janë të prerë, se ju nevojitet ndihmë shtetërore, se menaxhojnë 25 diga dhe se asnjë prej tyre nuk është e rrezikuar. Vetëm në mënyrë indirekte mund të konstatohet se asnjë digë nuk është rekonstruar plotësisht në 5 vitet e fundit, nuk është e qartë se sa para ndahen në vit për këtë qëllim dhe se nuk kanë marrë asgjë në bazë të rekomandimeve të Komisionit për diga. Lidhur me gjendjen e përgjithshme me digat, kërkuam mendim edhe nga Komisioni për diga, organ në kuadër të Ministrisë dhe së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, raporti të cilit shfrytëzohet nga enti shtetëror i auditimit, ku paralajmëron se disa diga janë rrezik për mjedisin. Profesori Ljupço Petkovski nga Fakulteti i Ndërtimtarisë, i cili është një nga anëtarët e komisionit, thotë se digat me të cilat operon ndërmarrja e ekonomizimit të ujrave janë në gjendje të palakmueshme dhe duhet të riparohen sa më shpejt. Одредени слабости беа детектирани уште во 2014 година. Понатаму тие се провлекуваат и во годишните извештаи. И сега тоа што баравме ние што поскоро да се санираат, очигледно во овој изминат период не е направено. Најнови информации што сме добиле и по тоа требаше да дадеме стручно мислење се однесуваат за браната на Ратевска река. Таму има позабележлив продор на вода низ телото на браната. Тоа се должи на повеќе фактори. Значи, во моментот не е загрозена стабилноста и да се шири некаква паника, нели? Далеко од тоа. Меѓутоа, се работи за појава која што е неповолна за браните. Sipas profesorit Petkovski, pjesa teknike që ka bërë ekipi inxhinierik për t'i bërë të qëndrueshme digat është gati, por pjesa administrative është me vonesë.
Не зберувам кој дел е поважен. Иако како представник на техничката фела, по мене тој технички дел е 99%. Ова административниот како сега да се управува е, би рекол, 1%. Меѓутоа, ако тука има мал застој, тоа ќе се ослика на целата сигурност на браните. Edhe pse asnjë nga personat e përfshirë në zinxhirin e monitorimit, menaxhimit dhe reabilitimit të digave nuk ndau përfundimin se disa diga janë një rrezik sigurie, është mes e qartë se ka probleme që nuk mund të neglizhohen. Diga, thonë ekspertët, ka një periudhë funksionimi deri në 2000 vjet nëse mirëmbahen siç duhet, por nëse dobësitë e zbuluara nuk korrigjohen, kjo matematik nuk vlen. Веќе вообичаено, пред новото издание на Саботажата правиме пауза за реклами. Битката за Мала речица влегува во специфична фаза. Фронтот на кој преку Нишан се гледаат двете спротиставени групи и се гаѓаа само со вербални куршуми, изгледа ке прерасне во борба гради в гради, како што се бара од Ахмети, веројатно со тупаници. Председателот да се врати, да не фати страна, туку да биде председател како што бил 20 години, да не остави нас да се тепаме на крај. Додека таму трае конфликтот, неизмерна љубов се развива меѓу другите партнери. Тој што го обвинува дека џабе добил куќа, добива нова улога. Со сесредна помош на едниот коалиционер, сега и тој може да дели клучеви. Дај градоначалникот да додели еден стан. Гости врживаат. Да. Ајде градоначалник. Евел Ходжица, стан број 15, повелете кај градоначалникот. Така. Мицковски пак наместо да дели мора да спојува. Исправен е пред сериозен испит. Партиските путинисти се закануваат дека може да го симнат од тронот доколку не расчисти со прозападното крило и не биде толерантен кон нивната московска афилиација. Тоа практично и претходната година го почнавме со така одредени поистакнати членови на партијата кои што лобираат до раководството да не го помножат со нула русофилското процентот на русофили во ВМРО ДПМН. Ако не помножат со нула, се развида дека ќе има проблеми. Проблеми не сме никако да има, затоа што оние кои се нудат како потенцијални партнери ја објаснуваат благородната цел која би се постигнала со побратимувањето. Никако не станува збор за класичен патернализам, туку за чадар кој ќе ја чува Македонија од сите зла кои ги носи клетиот либерализам. Русија да не заштити Русија, заштитејќи се себе си, не сакајќи практично, да не заштити од ЛГБТ, од труење, од фосфор во воздух, во вода, од јадење инсекти, од сите тие глупости. Детето да не ти биде педер да те заштити. Така. Наследниците пак на идеолозите на слични суверенистички теории од високо, како жители на Водно не само што изгледа не сугерирале за нивно расчистување, туку грандиозно дуваат во истата инка, кажувајќи дека еден убав ден, без нагласување на потенцијалниот автор, низ нечии пишани сеќавања, ќе биде обелоденета големата вистина. Веројатно ги читаме во некои мемуари, знаете, како што читав Минандов, како што читав од самиот Киро Глигоров, ако тогаш нашето име било на цена 1 милион, донесено одлично од Љубомир Данилов Фрчков и кој што објаснува, така, што му донесе куферчето пари за да се продаде името, замислете колку рипнала цената од денеска и каде отидоа тие пари. Тоа треба некој да го истражи многу длабоко и немојте да мислите дека ова остана и се направи бесплатно. И на крајот, тие на кои всушност се покажува со прстот. Сега се на прагот да бидат дел од истото друштво и затоа имаат карт бланш. Кога беа пред неколку дена на дебатна емисија, јас кога ги гледав, кога ги слушав, викам човече, дали се овие истиве луѓе, да не ја нешто ми се спие, досна да не е, што е работава. Ние се смеевме со Богдан да ги земеме како членови на извршен комитет на Патриотскиот институт. Поради зголемениот интерес и економска е логиката цената на пропусницата да биде намалена. Останува да се утврди само кои ќе бидат редари и какви се условите за влез. Ке може ли секој или ќе пуштаат само
парови. Саботажата и сите други содржини од вечерва ќе ги најдете и на веб страницата 360stepeni.mk. Благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно до петок во 22:20.